Меѓу луѓето што останале во Бахмут, секој знае некој што загинал од гранатирањата, но повеќето избегаа одамна. Тука е епицентарот на војната во Украина со месеци, при што двете страни жестоко се борат за градот, кој има голема вредност за Украина како символ на отпорот. За Русија, преземањето на градот би било голем чекор кон најблиските поголеми градови, Краматорск и Славјанск. Овој пазар во Бахмут го снимивме кон крајот на јануари, кога се чинеше дека Русија не напредува толку брзо на теренот. Ваква беше сликата пред гранати да погодат амбулантно возило, кое евакуираше повредени цивили и медицински лица во Бахмут, при што загинаа американскиот лекар Пит Рид меѓу другите. Уште тогаш, со звукот на постојаното гранатирање во позадина, локалците се пожалија дека веќе изгубиле се. Имам собствен дуќан, но веќе уништен и мојата куќа е разрушена, но продолжуваме со животот. Не се плашиме. Само неколку илјади луѓе останаа во Бахмут, главно без струја или вода. Во засолништето во близина, украински и странски волонтери служат храна, вода и чај. Локалните жители велат дека местото за собирање е бегство од осаменоста при напади. Хуманитарните работници велат дека се обидуваат да инсталираат тушеви во засолништето, бидејќи жителите стануваат се поранливи на болести поради лошите санитарни услови. Другите блиски градови и села се речиси целосно напуштени, додека двете страни се борат за контрола на теренот. Во Бахмут, некои преостанати жители кои живееле со бомбардирање со месеци, велат дека сега се подготвуваат да заминат додека руските сили се приближуваат. Други пак велат дека планираат да останат поради гордоста. Нам главно чтоб не стрељали. Се навикнавме да живееме без газ, вода и струја. Сакаме бомбардирањето да престане и Украина да преживее. За доброто на Украина ќе го издржиме сето ова. Русија и Украина војуваат во овој регион од 2014 година, но сеопфатната руска инвазија минатата година доведе до повеќе од 7100 загинати меѓу цивилите, масивни уништувања на градови и населени места низ истокот и инфраструктурата.